Многу убава тема, последна во денешното издание на Македонија наутро, за кое што многу ни требаше време емотивно да се подготвиме за да можеме да истераме нашата соговорничка. Зборуваме за новогодишната последна кампања за ова година на СОС детското село, каде што бројни производи кои што ги гледате дел од нив на нашата маса, ако се вклучите во истата, ги купите и вие, но и општествено одговорните компании, може да придонесеме заедно и да ја поддржиме мисијата на СОС детското село. Така. Велиме добро утро за Софија Стојков, експерт за обезбедување донации во СОС детско село. Добро утро, добре ни дојде. Добре ве најдов. Секогаш некако пред празниците и пред Нова година убаво е да разговараме за тоа што го правите заедно со дечињата. Бидејќи преку разговорите мал милион пореки се испраќаат за хуманост, за емпатија и за поддршка. Ни доаѓаат празниците, некако не подсетувате пред секој празници дека не треба да заборавиме на онаа традиција која што имавме кога бевме ние мали. Секој враќање од училиште со радост трчавме кон поштенското сандече да видиме не дали имаме, туку од кого имаме испратено од фамилијата, од пријателите новогодишна честитка. Еве ни се повторно тука. Не одржувате со оваа традицијата секоја година. Па да, можеме така да кажеме. Ова е исто така еден од начините на кои што ние се обидуваме да обезбедиме дополнителни средства за поддршка на дечињата што се згрижени во СОС детско село. Тоа ни е еден дополнителен приход и за волја на вистината ова е одлична можност, мислам, и многу други граѓани со малку свој придонес и компании да придонесат и да ја поддржат нашата мисија. Но како и секаде полека не гази дигиталното доба, морам да признам. Се помалку имаме интерес за честитките. Предпоставувам тоа е сосем нормално зашто веќе сите праќаме електронски честитки. Токму затоа бевме креативни годинава, па нашава палета на новогодишни производи ја проширивме со едни оригинални преубави лампиони, хуманитарна боенка и хуманитарна сликовница. Оно што сакам да го кажам е дека кога зборуваме за честитките, туку имаме едиција на уметнички честитки. Благодарност до нашите ценети истакнати уметници Ване Косторанов, Жанета Велјановска-Гелевска и Тони Шолајковски, кои што ни ги отстапја своите уметнички дела за ние да ги инкорпорираме на вакви преубави честитки. Останатите честитки се дело на креативниот тим на нашиот сектор и на колегите од делот комуникации. Инаку лампионите, како еден втор интересен производ, се дел од самата новогодишна кампања една звезда, една детска желба. Ги прашавме дечињата во СОС детско село кои се нивните најголеми желби. Верувајте, сите тие имаат огромен број на желби, меѓутоа се испостави дека некои желби им се најважни, им се најбитни и токму тие желби се инкорпорирани тука. Тоа се празнично среќа, тоа се љубов од мама и од тато, среќно семејство и безгрижно детство. Ништо на што, Софија, морам да признам дека во секојдневието, газејки не вака брзо, многу ретко помислуваме сите ние. Апсолутно. И кога ги прочитав, Ване, некако ме усвести. На среќно семејство и безгрижно детство се оние кои имам кај мене. Љубов од мама и тато. Полека, Ване, внимавај. Љубов од мама и тато. Празнична среќа и љубов од мама и тато. Цела елука со вакви лампиони навистина би изгледала одлично и би имала посебна енергија. Дел од нашите корпоративни партнери кои што веќе си ги набавија лампионите во рамките на кампањата почнаа да ни споделуваат слики како ги украсиле своите корпоративни елки во просториите. Изгледа навистина прекрасно. Повик за сите останати кои што се уште не ја збогатиле својата палета на производи подароци за Нова година, да ни се обретат и да ја надополнат. За волја на вистината, лампионите ни се веќе при крај со количините, затоа јас би апелирала за нешто друго исто така креативно кога сме кај детските желби. Да, исто сликовницата, јас сакав прво кога сме детските желби да ги поврзам со нашата хуманитарна боенка. Ова не е класична боенка, драги мои. Ова е многу повеќе.
Ова е вистинско уметничко Добре. дело. Делата се оригинални авторски дела на Ване Косторанов, нашиот истакнат уметник. Јас и во оваа прилика сакам да му се заблагодарам за тоа што ни ги отстапи и ни овозможи да ги инкорпорираме во рамките на оваа Да, боенка. еве како Ова е изгледа вака боенката. симпатично Да. спакувано, значи не е класична боенка. Самите цртежи се направени и се подаде испринтани на некој, подебела да. хартија. Зошто? Затоа што можете да си ги боите. Најубавиот спомен од нашето детство. Токму така, и после да си ги врамите и да ги поставите во вашиот омилен простор каде што ќе украсуваат, нели, обоени и направени од вашите најмили. Сега повторно се тука детските жилби и токму од тука ја крстивме нашата кампања една жилба, една звезда, една детска жилба. Кога ја правевме анкетата за детските жилби, значи покрај 4 што ги спомнавме, децата што сакаат, уште сакаат радост, сакаат безгрижност, сакаат сигурност, сакаат среќа. Како што можете да видите на секој цртеж, тука ни се инкорпорирани жилбите. Кога зборуваме за љубов, најчесто децата во делот на љубов бараат секое утро да ме буди мама. Тоа е нивната жилба. Во делот на семејство е да не се сами за празниците и тоа она кое што ние се обидуваме постојано и преку продажбата на овие производи, преку нашата целогодишна активност да го придонесеме токму тоа, да обезбедиме донации и средства со кои што ние ќе им овозможиме да не се сами не само за празниците, туку и во останатиот дел од годината, да бидат безгрижни, да пораснам голема до звездите. Кој тоа не го сакаше кога бивме мали, навистина. И радост, да се радувам на првиот снег, јас верувам дека и оваа желба ќе се оствари, бидејќи јас многу сакам да се радувам. Така што ова се навистина, како да ви кажам, уникатни пораки, уникатни жилби и она што го размислувам секогаш е кога ќе си ги обоите, кога ќе си ги закачите на вашиот зид, вие праќате пораката, не само дека сте направиле едно хумано дело со купувањето на хуманитарната боенка, туку едноставно им покажувате и на сите ваши останати пријатели, роднини, секој што ќе ги види, едноставно им ја праќате пораката дека и тие можат да направат со многу малку. Хајде да се мобилизираме и да ги исполниме желбите Хајде. на децата. Колку секоја година граѓаните се мобилизираат? Како сте задоволни од одзивот што го има во ги спомнавме општествено Така. одговорните компании, Токму меѓутоа колку индивидуално граѓаните ги купуваат овие работи, колку од нив ја добивате поддршка? Вака, бидејќи ние располагаме со ограничени ресурси и човечки и временски, за волја на вистината во текот на оваа предновогодишна сезона, мислам и еуфорија, навистина е голема магијата и има продажба интереси од индивидуалците, но нашите можности е ние да ги пласираме кон нашите корпоративни партнери, така ни секогаш од старт стратешката определба, бидејќи реално ние немаме услови да можеме да вклучиме поголем број на индивидуални граѓани да им ги презентираме, освен ете нели на ваков начин, но конкретно да ги мобилизираме ни оди малку потешко. Еве една идеја за честиткиве, например, Така. да им дадете на фирмите идеја на место Secret Santa. Така. Може, например, секој Да. вработен да се купи по 5 честитки Апсолутно. во поголеми фирми Апсолутно. и да си одлучи сам, без да знае никој, на 5 најдраги колеги, можеби кои што нешто си сгрешили и слично, да на домашна адреса да им ги испрати честитките. Како креативен ум. Ние веќе имавме една ваква слична акција со една наша голема компанија која што набави честитки и која што одлучи нивниот тим за човечки ресурси да ги пласира на своите вработени, односно да им ги дава, секој да има можност од вработените да си купи честитка лично со своји лични средства и на тој начин да придонесе не само за мисијата на СОС, туку едноставно да ги живее и вредностите на својата корпорација. Ние секогаш ја праќаме таа порака. Не мора да биде само нели компанијата, тука се и вработените, треба и тие да се охрабрат, да се мотивираат, да се ангажираат, зашто и тие можат да придонесат. И мора да кажеме, се извинувам што ја прекинувам, Така. цените се символични на вистина. Апсолутно, Цените да. се колку едно кафе кое што ќе го 60 пиеме. денари нема ни едно Не, кафе, сега е кафето веќе поскапо 60. кафето, да. Многу Уметничките Колку се време не 100 си била на денари. Не кафе? знам, вале Да. дома пијам кафе. Добро, за тоа прашав. Еве вака, сликовницата како ќе му дојде едно еспресо и една вода, 300 денари, така? Така, нешто, Толку. така, да. Лампиончето е 200 денари, тамане до Нескафе. Баш така. Така што хуманитарната боенка е 250 денари, значи и тоа од прилика така, едно дупло еспресо, Да, како ќе му апсолутно. дојде, зависи каде го пиете. Значи, навистина се символични и јас можам еве да споделам телефонски број 070 407
993 за сите кои што се заинтересирани да си нарачаат, да ја посетат нашата веб страница, има линкови, има мейл адреси каде што можат да се јават, да порачаат и да ги добијат своите примероци. Овие средства се необходни за да се поддржи мисијата на СОС детското село. И тука зборуваме и за згрижувачките семејства, и за дечињата, но и за младинците во социјален ризик. Бидејќи имате бројни активности, кога се зборува за СОС детското село, веројатно се мисли само на или асоциацијата е на само една активност, но кога ќе прочипкаме длабоко што се работите, има на вистина бројни проекти. Имаме неколку програми кои што, да кажеме, ги работиме. Нас сите не препознаваат по нашето детско село, по кукичките во населбата Ченто и тоа е нашиот, како да речем, заштитен знак. Меѓутоа, не се само тие 10 кукички, ние поддржуваме исто така уште 80 згрижувачки семејства кои што се интегрирани во локалната заедница и кои што се распоредени на територијата на Република Македонија. Согласно законот за деинституционализација, како се затворија домовите за деца без родители, се формираат 3 такви центри во државата, од кои што ние сме еден и сме партнер на државата во поддршка и во згрижување на дечиња без родители и родителска грижа. Нам ни припадна делот од Повардарска Македонија, значи дел од Скопскиот регион, цело Повардарие до Гевгелија, до Валандово, Струмица, Радовиш и тој дел. И веќе во таа насока за да работиме, да бидеме поблиску до нашите згрижувачки семејства, таму имаме некаде околу 80 на севкупно, што згрижуваат 140 деца. Тоа се вистински луѓе херои кои што ги отвараат своите срца и своите домови за да ги поддржат овие дечиња, да ги згрижат, да им дадат љубов, да им дадат топол дом, да им дадат поддршка, а тука се и нашите професионални тимови кои што постојано ги поддржуваат овие семејства, бидејќи тоа се деца кои што се произлегуваат од средина со прележани трауми. Самото одделување од биолошкото семејство е само по себе траума, така што на нив навистина им треба и на родителите што се згрижувачи, и на децата им треба поддршка, им требаат тренинзи, им требаат обуки, им требаат професионалци кои што ќе им помогнат да ги надминат сите предизвици. Во тој контекст ние годинава отворивме 2 канцелари во Струмица и во Кавадарци за да бидеме поблиску до овие семејства, да можеме што побрзо да им ја пружиме потребната помош и потребната поддршка. Јас се надевам дека следната година ќе растеме уште повеќе за да можеме да обезбедиме грижа, топол дом и она кој што го работиме да допре до сите на кои што најмногу им е потребно. Сигурно не гледаат во моментов и дечињата во СОС детско село, да ги поздравиме, да им кажеме дека ги сакаме и дека ги поддржуваме во... Не само во СОС, туку во цела Македонија, нашите згрижувачки семејства. И тоа сакав да кажам, да ги поздравиме згрижувачките семејства, оние храбри родители кои што се одлучија да подарат насмевка на бројни дечиња во државата и да ги охрабриме сите оние кои што размислуваат на темата да влизат во приказната наречена згрижувачи. Апсолутно, јас ги поздравувам, исто така сакам во контекст и на мојава работа да ги охрабрам и сите индивидуалци, сите компании во 2025 година да ја препознаат и да продолжат да ја поддржуваат мисијата на СОС детско село. Верувајте нам, секоја донација ни добре дојдена, колку и некој да мисли дека тоа е малку, напротив, малкуто прави многу. Како вели заштитничката на нашиот град, ако не можеме да правиме големи работи, мајка Тереза, нели, како вели она, да правиме мали работи, но со голема љубов. Значи, секоја таа една донација дадена со голема љубов навистина помага. Кога се собираат такви повеќе, ние можеме да правиме големи дела, зашто основачот наш Херман Мајнер знаел да каже, лесно е да чиниш добро кога многумина помагаат и јас верувам дека пред се компаниите во 2025 ќе нема да се надпреваруваат само за бизнес успех, ќе се надпреваруваат и во делот на општествена одговорност и уште повеќе ќе ја препознаваат и поддржуваат мисијата на СОС детско село. Чисто знаеме да кажеме на тема хуманост не каскаме, ајде тоа да го потврдиме и за крајот на годината. Апсолутно верувам, да. Нека биде така. Благодариме, Софија, за гостување. Ви благодарам, среќни празници на сите. Во 9 часа и 35 минути, ние со оваа содржина ќе го одјавиме денешното издание на Македонија наутро. Ви благодариме што бевте со нас од 6 часот и 45 минути. Колегите Јована и Бранко веќе го подготвуваат утрешното издание. Токму така, терминот за утрешната утренска 6:45, првиот канал на МТВ. Имете убав ден. Довидување.